Почитувани гледачи, добро вечер од отвореното студио на телевизија Нова. Вечерва ваш домаќин сум јас, Бојана Димитриевска. Охридското тло не престанува да се тресе. Охриѓани ниту ноќта ја поминаа мирно, ниту денот. По вчерашниот силен земјотрес од 5 степени според Рихтер, во текот на ноќта и денеска почувствувани уште неколку земјотреси со послаб интензитет. Надлежните упатуваат смирувачки пораки, но сепак населението и туристите кои во моментов се наоѓаат во Охрид и понатаму стравуваат. Над 1000 земјотреси во текот на изминатите 2 недели. Дали ќе се смири од охридското тло, дали има простор за паника? Вечерва мои соговорници се Михаил Гаревски, директор на Институтот за земјотрество и инженерство. Добро вечер. Добро вечер. И Драгана Черних, раководител на Сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет. Добро вечер и од мене. На почеток предлагам да одиме во Охрид, да видиме што се случува во моментов, а потоа почнуваме со разговорот и со сите оние прашања, отворени прашања и дилеми кои постојат во јавноста. Се надевам дека ќе го задржиме вниманието на нашите гледачи. Тука, режија доколку сме подготвени, предлагам да одиме во живо во Охрид. Колегата Емил Деспотов веќе не очекува. Емил, од вчера па се до денеска си во Охрид, ја следиш ситуацијата на почеток, како е во моментов, како поминува ноќта, има ли некои нови потреси, кои се последните информации од таму? Бојана, добро вечер и до твоите гости кои што се денеска во отвореното студио на телевизија Нова. Како што кажавме и во претходното наше линковско вклучување, од 14 часот и 20 минути кога е регистриран и последниот земјотрес со јачина од околу 2,9 според Рихтер, до сега значи не се регистрирани ниту еден земјотрес овде во Охрид и во Охридското подрачје, што значи дека можеби ситуацијата полека се смирува, исто така и Охридското тло, а исто така и охриѓани и локалното население ќе можат конечно да здивнат од серијата потреси кои што го потресоа Охрид и регионот и конечно ќе можат да се вратат во своите домови. Денеска камерата на телевизија Нова, она што можеше да го забележи е дека Охрид беше невообичаено празен, бидејќи уште како што информиравме уште вчера, граѓаните кои што работат на бензинските станици овде во Охрид не информира дека дека мештаните масовно ги полнеле резервоарите со гориво и заминувале од Охрид кај своји роднини, кај своји пријатели кои што живеат во други градови со цел да не се овде кога евентуално би дошле наредни земјотреси кои што би можеле да направат и поголеми штети. Исто така и денеска ни кажа дел од граѓаните кои што веќе се заминати во Струга и во Велеса и во Кичево, исто така ни кажа дека планираат уште неколку дена да седат надвор од Охрида, барем додека да се стабилизира ситуацијата од после серијата земјотреси кои што во изминатите 48 часа се регистрирани нешто околу 40 помали со интензитет земјотреси со интензитет од 2 степени до скоро 3,9 негде и до 4 според Рихтер. Она што можевме да го забележиме овие 2 дена овде во Охрид е дека земјотресите се главна тема не само помеѓу возрастното население, туку и помеѓу децата кои што навистина се исплашени за својата безбедност по серијата земјотреси, како што кажав, околу 40 во изминатите 48 часа. Исто така во изминатите 48 часа земјотресот кој што го погоди Охрид со јачина од 5,0 степени според Рихтеровата скала беше меѓу еден од 10 најсилни кои што тој ден се случиле ширум светот, што значи дека тоа остава секако простор за паника помеѓу жителите овде во Охрид кои што стравуваат за својата безбедност и за безбедноста на своите најмили. Информиравме веќе и дека кризниот штаб на општината Охрид досна синоќа се состана заедно со експертите од Сеизмолошката обсерваторија од Скопје, како и од Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија.
приоритета ги направија да бидат достапни информациите до граѓаните кои што би можеле да го смират расположението и да не се ствара дополнителна паника кој што би можела да предизвика и поголема штета отколку и самите земјотреси. Градоначалникот на Охрида Никола Бакрачевски заедно со експертите од Скопје доста синоќа беа и во обиколка најпрви на јавните установи овде во Охрида, поточно на градинките и на болниците, каде што се проверуваше за структурни штети кои што би можеле да ја загрозат безбедноста на објектите и во оние куќи каде што жителите пријавиле во Центарот за управување со кризи дека имаат оштетувања од земјотресите. Меѓутоа, оние граѓани кои што сепак одлучија да овие две вечери да ги поминат на отворено надвор од своите домови, се сноѓаат како знаат и умеат, како што кажав, некои веќе се заминати кај своји роднини и пријатели надвор од Охрид, некои ноќите ги поминаа на отворено спиејќи на клупи или воопшто не спиејќи, доколку пак некои го искористија извидничкиот камп кој што ги отвори своите капацитети за да смести околу 120 граѓани кои што изминатото деноноќе се пријавиле во извидничкиот камп со цел да ги искористат нивните капацитети барем додека да се смири ситуацијата со земјотресите овде од Охрид. Таму велата дека сместувачките капацитети во извидничкиот камп ги користат главно жители кои што велат дека нивните станови и куќи се доста испукани од земјотресот, така што би требало да се санира штетата пред евентуално да пробаат повторно да живеат во својот дом. Кажуваат дека очекуваат локалните власти да се заангажираат и да понудат некакво решение кое што би можело да ја смири напнатоста која што се чувствува овде меѓу жителите во Охрида, исто така и градоначалникот Никола Бакрачевски заедно со експертите ги увери охриѓани дека ќе сторат се што е во нивна можност за да помогнат на населението. Во продолжение, доколку се спремни, предлагам и да погледнеме што кажа граѓаните кои што ги преспаа овие две вечери во извидничкиот камп за камерите на телевизија Нова. Кита. Емил, дали се слушаме, анкетата ја подготвуваат од режија, ќе ја погледнеме малце подоцна. Би сакала режија, доколку се подготвени инсертите кои денеска ни ги прати колегата Емил Десподов од Охридски Косел, да ги погледнеме исто така во продолжение, бидејќи Емил денеска ти нашиот колега снимателот Целе Ристевски бевте да го посетите Охридски Косел. Што забележавте таму? Дали има нови отвори во сулфатарата кај селото? И дали излегуваше чат од некој од постоичките отвори? Што забележавте вие со оглед на тоа што велам дека бевте денеска таму, се уверивте, имавте можност да разговарате и со населението кое што беше таму? Во јавноста постојат и сомнежи дека некој намерно го прави тоа со чадот и дека сака само да ги испаничи жителите на Охрид. Кои се информациите кои ги имаш ти? Да, Бојана, една од главните причини зашто екипата на телевизија Нова денеска го посети Косел и вулканот кој што се наоѓа таму беа точно тие информации кои што кружеа ни са социјалните мрежи, ни са медиумите, кои што велеа дека се активира вулканот во Косел и дека се забележува дека излегува чати, се шири смрдеа на сулфур од дувалата од нови дувала кои што се отворени на вулканот во Косел. Токму затоа екипата на телевизија Нова денеска са Бајлево околу 11 часот беше на местото каде што се наоѓа вулканот во Косел за да провери состојбата и со вулканот заедно со локалното население. Локалното население не информираше дека не само што не се отворени нови дувала на вулканот во Косел, туку дека одамна веќе се затворени и веќе оние постоечките. Доколку впрочем информациите за чадота кои што некои
некои медиуми го објавија дека се шириот косел, всушност биле запалено ѓубри, запалени гуми кои што се наоѓале на тоа место и па така причинувале дека излегува чад од вулканот, што и дополнително створи паника кај коселчани. Исто така ни кажуваат дека смрдеата на сулфура кој што се шири од вулканот од Косел варира во својата интензитет во разлика од времето кое што се случува на тоа место, што значи дека нема никаква поврзаност помеѓу земјотресите кои што изминатите 48 часа всушност изминатиот месец го тресат Охридското подрачје и активноста на местноста во Костел. Исто така и жителите велат дека не треба да се ствараат дополнително паники и меѓу населението и доколку некој намерно го прави тоа, го замолуваат да престане со ваквите невкусни шеги, бидејќи навистина ствараат паника и страф кај населението. Доколку е подготвена од режијата, предлагам да погледнеме што ни кажа мештаните пред камерите на телевизија Нова. Тие се истите малечки дупки, она е големата дупка, што е таа поќе малечки сами гледате, нема. Ако имало малечки, ќе имало сегде, не само овдека. Додека не беше ова заградено овдека, имаше и понавака. Почнаа да носат земја, со булдожери го израмнија и се мора негде ка тоа да покажат. Да излезит воздухот негде и тие. Вчера има дојдено, запалиле гуми, снима со телефони, ги објавуваат, вака и народот имат паника. Сами себе се плашиме и ние. Ништо нема чадење. Чадење имаше пред 4 години кога запалија исто тогаш да, а вчера не. Нема промени. Кога ќе се менува времето, тогаш мирисат повеќе. Речеме, од ведро, облачно кој ќе дојде, пред да се наоблачи, тогаш промена на миризба. Вечериве почна за честија и не спиеме никако. Кои в коли спијат, внатре никој не спие. Сношти в коли спија сите, некој внатре, ама влези, излези. Паника голема. Немош јадење, земиш го земаш јадење или кафе да направиш, одма ќе стресите. Многу лоша работа. Земјата што имало еднаш, ама вака не. Чести не. Никогаш. Од режијата ми јавуваат исто така дека се подготвени и они изјави кои што претходно ги најавив, односно жителите кои што телевизија Нова успеа да разговара со нив, кои што се наоѓаат во моментот во извидничкиот камп, како и дел од волонтерите кои што во моментот се во извидничкиот камп и им пружаат секоја помош на оние кои што побара помош во извидничкиот камп овде во Охрид. Упатуваат и апел до надлежните институции дека се во дефицит на вреќи за спиење, храна и вода, така што ова исто така и уште еден апел до општината и до надлежните власти, доколку сакаат да помогнат, знаат каде да се обратат. Во продолжение си изјавите. Ме вознемирува цела таа гледка, сите се по улица, сите со мали дечиња, иначе живееме во Бешка Мала, значи сите се цела мала се надвор. Сите што имаат дечиња, дечињата им спијат во колички. Значи синоќа беше скоро цел град на улица. Затоа што од 8:03 минути, кога почнаа да удираат, до 8:30 сат, не знам сега кој шо кажвит, али тоа беа све над 3. И ги имаше многу, значи, не 2-3 како што кажуваат, беа многу поише. И цела ноќ тресет. Значи, цела ноќ тресет. Мислам дека локалната треба да си нешто повеќе да превземе, затоа што луѓето се стварно вознемирени. Значи, на втори спрат кај на станот е тотално испукан. Језиво е да влезеш. И мислам дека вечерва многу луѓе ќе останат надвор. Па во текот на изминатата ноќ се сместија 120 граѓани, од кои имаше 15 деца под година и пол, трудници и постари лица. Извиничкиот центар ги отвори своите капацитети. Имавме капацитет од 130 легла, вреќи и подметачи за сите. Дел од персоналот ги ослободи и своите соби за да влезат мајките со малите деца и нек дел од трудниците. Обезбедивме кафиња, чаеви, изутрината и дадовме и појадок. Ние сме отворени, очекуваме во текот на
следната ноќ да бројот да се зголеми доколку продолжат земјотресите. Нашите капацитети се толку, имаме своја медицинска помош, луѓе на располагање 24 часа и се трудиме да делуваме на граѓаните позитивно и да се снајдат тука колку што можат. Моментално имаме дефицит од шатори и од вреќи, пошто ние имаме можност да сместиме 130 луѓе, но доколку бројот биде поголем, на жал ние ќе мора да ги враќаме луѓето, пошто нашите капацитети се толку. Емил, ти благодарам за ова вклучување и за сите информации. Екипата на телевизија Нова и вечерва останува во Охрид. Ви посакувам мирна и тивка ноќ. Како што најавив, со мене во студиото се Гаревски Черних. Господјо Черних, додека беше вклучувањето од колегата Емил Десподов од Охрид, Сеизмолошката обсерваторија регистрираше уште неколку помали потреси во Охрид. Предпоставувам дека не се ни почувствувани со оглед на тоа што станува збор за помали потреси. Сеизмолошката обсерваторија со своите станици, значи постојано ги регистрира земјотресите. Ова што во моментот може да се види и на мојот лаптоп, тоа се регистрации од сеизмолошката станица која што ноќеска ја инсталиравме во самиот, значи во подрачјето непосредно во епицентарот, значи во Скреботно. Како што може да видите сите овие, ајде. Може да камерата, ете, така може да го видиме на малите екрани. Ова се земјотреси таму, значи во Скреботно. Ноќеска бевме ние таму од 12 часот до 4, додека ја инсталиравме станицата и додека поседевме малце да видиме како се тоа што се случува таму, малце да поразговараме со домаќинот во црквата, односно што се наоѓа таму. Да ги кажа неговите искуства за изминатите денови и да право да ви кажам, не секоја минута, ама секоја втора, трета минута имаше почувствуван земјотрес. Навистина малце нелагодно чувство да секоја минута чувствувате земјотрес и да ви се тресе тлото под нозете. Меѓутоа, ете ги поминавме тие 4 часа таму и како да кажам, се навикнавме и не беше страшно. Меѓутоа, морам и јас да кажам дека кога се симнавме надоле на кај Охрид, по патот на кај селото Лескове, значи имаше многу автомобили и луѓето значи жени со деца спиеа во автомобилите, а покрај нив нови куќи кои што се веројатно асизмички градини, меѓутоа стравот кај луѓето е голем и тие значи спиеа во автомобилите. Има ли простор за паника и земјотрес не може да се предвиди, но може ли да се надеваме дека оној вчерашниот од 5 степени беше најсилниот? Дали има простор за паника? Па ете, јас бев во Охрид и не спиев во автомобил, нормално спиев нормално во објект. Како што кажасте и како што многу пати сме кажале дека земјотресите не можат да се предвидат, единствено нешто што науката може да каже дека постои одредена веројатност во одредено подрачје да се случи земјотрес со одредена јачина. Пресликано ова за Охридското епицентрално подрачје, значи земјотрес со јачина околу 5 со период на повторување од 100 години. На сликите што ги донесов може да погледаме што во минатото се случувало во ова епицентрално подрачје. Така, режија, доколку се подготвени фотографиите, ако може да ги погледнеме на малите екрани, режија ќе ве замолам. Еве, во моментов гледаме една слика која ни ја донесе Черних. Ова е табела на историските земјотреси. На историските земјотреси, значи имаме 3 земјотреси 527, 1893 има 2, кои што се со првиот е со магнитуда 6, а следните 2 се со магнитуда 5 и 5,6. Од 1901 година до 2014 година во ова епицентрално подрачје, значи каде што се активни пештанско-петринските раседи, имаме 905-та 5,3, 964-та имаме 5-ка, значи тоа се единствените две петки и понатаму се редат околу 8 четворки и земјотреси околу 30-та со магнитуда 3. На следната слика, еве може да ги погледаме, да ја погледаме картата каде се наоѓаат тие. Значи ова се историските земјотреси до 1900-та година.
Како што гледаме во Охрид, еве таа шеска од 527 и двете петки и уште една петка што има на југ на Охридско езеро. На следната слика е веќе ова другиот период од 1900-та до 2014-та, како што гледате, значи во подрачјето на Охрид имаме само две петки, значи 5,3 и 5, а на југот на Охридско езеро, тоа 1912-та, тоа се веќе друга група на раседи кои што се активирани и земјотреси, значи на југот на Охридското езеро, кои што се со магнитуда поголема од 6. А на следната слика е ова што се случува од 18 јуни до денеска. Уствари не е до денеска, е до силниот земјотрес. Вчера се сите земјотреси анализирани, меѓутоа од кога се случи силниот земјотрес се анализирани само околу 15-тина посилни, бидејќи екипата на сеизмолошка обсерваторија мораше да оди во Охрид, нели, да ја стави станицата и немавме време кога да ги доизработиме останатите. Има многу земјотреси, мислам, навистина има многу земјотреси кои што ќе треба извесен период, значи можеби недела-две да се завршат сите, значи да се заврши комплетната анализа и да имаме комплетната слика за активноста во овој период. Господине Гаревски, слушнавме за очекувањата, односно јас кажав и на почетокот и господјата Черник потврди вие неколку пати досега, особено и лани, кога беше силниот земјотрес во Скопје, повторувавте дека земјотресот не може да се предвиди, но може ли да се надеваме дека оној вчерашниот беше најсилен во Охрид? Па добро, ја и минатиот пат некако се осмелив да кажам дека нема да се очекува посилен од оној што беше во септември 5,1. Ке се осмелам со некоја доза на веројатност и друга. Не знам дали колешката ќе се сложи со моето размислување. Значи, кога почна земјотресите негде со оваа магнитуда од 4, имаше некоја серија од 5-6 земјотреси од 2,5, 3, 3,7. Немаше нешто видно, некој главен удар. Од друга страна, почнаа да личат на некој термин кој се користи рој на земјотреси, бидејќи како што самата сеизмолошка станица јави дека веќе имало околу 700 земјотреси, добро мали од 1 до 2 магнитуда. И навистина во тој момент скоро ништо да не можеше да се каже, бидејќи немаше еден земјотрес кој што беше јасен. Значи, требаше да се размислува дека се тоа евентуално некои форшокови, бидејќи не може и друго што да се размислува. И јас вчера ми се чини беше во изјавата реков, би требало да се очекува можеби некоја петка, како што и колешката рече повратен период на 100 години и сето тоа. И последен сат се случи таа петка, не дека сум ја видовите сето тоа. Значи, се случи петката. После петката, значи, имаме многу голем број на земјотреси. Све се 3,7, 3,3, 3,8. И, значи, јасно е дефинирано дека на некој начин, барем во овој сет на земјотреси, е дефинирано дека магнитудата 5 е главниот удар, барем сега за сега, и да се надеваме дека така ќе остане. А сега се дефинитивно, ако се сложиме дека е овој главен удар, тоа се дефинитивно ова све се автершокови, и ако е сето тоа така, би требало до крајот на месецот, уште неколку недели, тоа да се редуцира, иако понекогаш има некој ексцес со малце поголема магнитуда, отколку нема континуирано да се намалува, може некој ексцес, но не сме да помине онаа петка што рековме. Сега, има една работа што колешката може и повеќе ќе може да или ќе се сложи со дискусијата, што мене малку ме чуди кога се гледа тој цел сет на земјотреси, ако не знаеме дека била петка, тој главен удар, ако гледаме лево и десно двата дена, гледаме дека човек кој што ги анализира тие работи, ќе помисли дека се случила некоја шеска која што генерирала некои форшокови, а особено овие автершокови. Многу се високи, многу голем број и многу долго трајат. Сега, дали ќе има поголема
магнитуда, дали ќе има некој друг главен удара, сето ова ќе бидат форшокови. Не можам баш да кажам, можда и не очекувам, бидејќи повратниот период е на овие 6,5 доста голем. Така да е, би се осмелил да кажам и да се надеваме, но тоа не значи дека е правило и дека е сигурно, дека можда со петкава ќе се заврши, дека пополека тоа ќе се смири. Има ли опасност од Косел? Многу го нарекуваат единствениот жив вулкан на Балканот. Вие нема да се согласите со тоа. Ќе побарам објаснување од вас зошто е тоа така и може ли да еруптира вулканот. Кое е вашето гледиште? Треба ли да се плашат? Еве, го слушнавте мислењето и на жителите кои живеат во Косел. Како вие? Жителите нека се плашат, она што рековме, да не дојде посилен земјотрес од петка. Вулканот во Косел нема да еруптира сигурно, бидејќи тоа не е вулкан, бидејќи не постои лава. Факт е дека со генерации се пренесува дека единствен жив вулкан на Балканот е Косел. Тоа е некоја геотермален феномен кој што многу повеќе се однесува како резултат на активноста на овие раседи, отколку некој вулкан, бидејќи вулкан не постои. Ајде, ја не сум вулканолог, мал се прочитав повеќе да видам, со исклучок на тоа што некои новинари го нарекле дека е тој вулкан, некоја сериозна статија нема, а и нема. Живи вулкани во Македонија нема, може би некој Тоа пред 16 милиони години завршено веќе со Косел, дека имало вулканска активност. Да, не. Дури ја кога гледав, иако велам не сме вулканолози, нели, 80% од тие активни вулкани се во морето, во океаните. Другите, там уште колку таму, 20 на околу тој Ring of Fire, што го викаат огнен прстен околу Пацифик. Има овдека активни вулкани, Етна во Италија, во Индонезија, ама тој огнен прстен. Ја видов малку дека го водат како, што не сум знаел прво, дека Витоша е некој стар вулкан, планината што е формирана, али знаеме за вулканите, треба да има купа, треба да има лава, има некои точкасти вулкани кои не се така чести, така да мислам дека темата, не знам дали колешката гледам, дека се слага, ќе се тргне. Погрешни се информациите. Имало или немало до сега таму вулканска лава? Не, никогаш немало. Нема лава, нема активност, нема. Значи, пред 16 милиони години завршил тој процес кој што, значи, од таа лава што била тогаш се гледа во релјефот, меѓутоа тоа завршило тогаш. И нема, значи, граѓаните нема потреба да паничат. Има три класификации на вулканите. Значи, ние ги викаме мртви, на англиски некој термин вулкани кои што спијат, да ги кажам по македонски, и кои што може да се разбудат, и вулкани кои што се активни. Ова едино, ако е бил некојаш вулкан, е сигурно мртов, нема да се разбуди, а тие што се разбудуваат се многу атрактивни и ги има по светот многу пати не ги покажуваат. И добро е ке ништо таа, да кажам, активност може релативно полесно да се предвиди. Сакавте нешто да додадете, па одиме на реклама. Прво да додадам за земјотресите, значи пред силниот земјотрес вчера, значи сите се, нели, како што кажа колегата, значи форшокови, односно земјотреси кои му претходат на силниот земјотрес. Меѓутоа, тоа не се роеви на земјотреси, бидејќи роеви станува збор за слаби земјотреси. Не беа слаби, бидејќи најсилниот беше 3,7 или 3,8 додека не се случи најсилниот, а имаше многу единици и двојки. Кога станува збор за роеви, тоа се слаби земјотреси кои што нивната магнитуда се разликува во десетинка. А ова се класични, значи класични форшокови, односно пред земјотреси кои што му претходат на силниот земјотрес. А по-силниот земјотрес е нормално, значи после петка нормално да има повеќе. Јас мислам дека некаде околу 30 не, може тоа веќе превише. До силниот земјотрес имаше 8, меѓу 3 и 4, значи тројки беа само 8 до силниот земјотрес.
а од силниот земјотрес навак уште едно десетина, значи зборуваме за 20-25 шестројки. Еве сега ќе ви покажам, значи, сеизмограмот од Охрид во моментот. Во моментот е, значи, ова е денешната активност. Ова е денешната активност, е, како што може да видите, последните 4-5 сати, може би, немаме поголем земјотрес. Дали тоа значи дека ќе се смири ситуацијата? Јас подготвив сеизмолошката станица за инсталирање уште во четвртокот минатата недела. Меѓутоа во петокот се смири, во саботата апсолутно немаше ништо. Еве можам и таа слика да ви ја покажам, за да во недела имаме веќе 3,9, значи 11,39, кој што јас исто бев во Охрид и го бев на лице место, значи на случувањата, за да во понеделникот го имаме силниот земјотрес 4,9 и нормално да имаме толку земјотреси со магнитуда, значи меѓу 3 и 4. Правиме тука една кратка пауза за реклами и се враќаме во студиото, продолжуваме понатаму со разговорот, почитувани за кратко сме. Повторно назад во отвореното студио, господине Гаревски, 4 екипи од институтот од вчера се веќе во Охрид, ја проверуваат ситуацијата на терен, собираа податоци. До какви резултати дојдовте? Па добро, значи ние испративме 4 екипи по тројца луѓе. Нормално беше за магнитуди 5 дека може да се оштетуваат некакви мали, да се очекуваат некакви мали оштетувања, особено на овие несеизмички објекти. На големите нормално не смее да има никакви конструктивни, дури не смее да има ни поголеми некакви други оштетувања. И ние нормално отидовме, тие 4 екипи, се концентриравме на оние витални објекти, односно школите, градинките, болниците, кои што се најважни. Иако се знаеше, велам, тие се сепак сизмички проектирани објекти и практично нема никакви оштетувања, дури ни на преградните зидови. Единствено една градинка, таму има, ваѓа се 2 објекта, каде што има некоја дилатација и некој малтер почнал да паѓа, така да не постои ризик за објектот, но сепак е одлучено привремено да се запре користењето на оваа градинка, бидејќи децата може да се распределат на другите градинки, и онака гледаме дека и понатаму овие, ако се, да кажем, автершокови тресат. Инаку екипите отидоа и во овие терени, мислам, во близината на епицентрот, каде што има по неквалитетно градени куќи, стари куќи, сите такви работи. Кај тој тип на куќи кои што се многу одамна правени, не можете скоро да разликувате дали некои прснатини или пукнатини се од дури не од земјотрес, него од некои други појави, дали од многу лош квалитет или што се распаѓаат практично. Или од симнување на тволто или слично. Забележено е еден објект кој што ете малце се гледа дека оштетен од земјотрес, така да општата констатација е дека штетите се многу помалку отколку штетите кои што беа направени по овој земјотрес од, да кажам, во Скопје со магнитуда 5,1. Иако, да речеме, може би можеше да се очекува, но и тоа не се случи многу помалку и фори автершоку имаше со таа магнитуда. Ова е малце феномен кој што е доста активни и одлеват и од десната страна. Карактеристиките на раседот во Скопје дадоа таква должина на земјотресите кои што го следат главниот земјотрес, кои што завршија практично за 2 недели, може би така. Така да... И немаше толкав број како ова што е сега. Така да штети нема и нормално од овие автершокови не може да се очекуваат никакви штети. Нема некои што се оштетени, па тие малце уште повеќе да ги потенцираат тие прснатини. Екипите се вратива, но ние рековме дека стоиме 24 часа на располагање. Забележени се тоа, заборев да кажам, на некои слабо неквалитетни оджаси, по некое така мало на расклатување или нешто слично. Може би ќе отидеме, утре ми се чини имаме состанок со
Центарот за управување со кризи, тој ќе биде главен состанок да видиме како треба да се одлучи. Но велам... Генералната оценка е дека безбедни се објектите. Не, апсолутно, ама не можат на магнитуда 5 не смеат да бидат небезбедни, особено овие објекти кои што се, еве да кажам, после 63-та градини. И другата констатација што реков пред малку е тоа што практично многу помалку. Скопскиот земјотрес имаше поголеми манифестации на оштетувања. Повторно, неконструктивни, речеме кај Железара малце потака беше уочливи, имаше некои оштетувања на некои конзоли. Овде информира дека некои конзоли, можда една конзола била така малце по-оштетена, така да нема никаква опасност, нема никаква бојазност. И новите објекти во Охрид се идентично квалитетно градени како што се во Скопје. Со многу квалитетна марка на бетон, со добри столбови, бидејќи на некој начин, како што рече колешката, идентични се сеизмичките зони со магнитудите. Охрид е многу сличен на Скопје, дури можда и посилен, да кажам, може да се генерира, така да значи сите оние кои се во понови градби, кога се во домовите, треба да не креваат паника? Па не, воопшто не треба да креваат паника. Велам, дури и магнитуда од 6, која што може би не треба да се очекува, сите многу градби лесно ќе ги издржат. Па дури, хајде да кажеме, иако не може тоа точно да се тврди, ми се чини дека и старите згради во Варош, тоа што се вели, дека се имаат некои дрвени, не може да кажам дека се тоа столбови со некои диагонални пречки, тоа се исто така многу добри објекти кои што многу добро се однесуваат за време дури и за многу силни земјотреси. Овде и Скопскиот земјотрес, и секаде во светот, и во Турција, јас 99-та бевме таму, имаше магнитуда 7,6. Имате зграда која што е тешко шетена армирано-бетонска, а класичен тип на оние со диагонали, дрвени диагонали, вертикали, не пипната. Така да, дури би рекол, иако немам потполн увид на објектите во Варош, и тие може да бидат сигурни, особено ако се градени на основна стена, ако нема некои депозити на самото тоа брдо. Што настанува амплификација фактички, за тоа е по-голем интензитетот. Уште помалку ќе има амплификација ако се на основната стена, повеќе неголи што е во самиот град, во новиот дел, каде што имаме депозити на многу лошо тло, исклучително лошо. Во Охридско, овој Струшкиот регион, тлото е едно од најлошите во цела Република Македонија. Практично се фундира на кал, и тоа е еден лош параметар некоја за однесување на конструкциите од земјотрес, така да дури и овие, ако се многу стари во Варош, може исто така добро да се однесуваат и за повисоки магнитуди. Посилен земјотрес. Господиот Черних, вие кажавте дека веќе бевте во Охрид и дека ги поставивте вашите инструменти од сеизмолошката лабораторија уште вчера, но при тоа еве додека траја рекламите, се пожаливте дека немате доволно кадар во институтот, дека работите само 20 луѓе. Како успевате? Лани имавме силни земјотреси во Скопје, сега во Охрид, и тоа во Охрид веќе 2 недели тресе не престанува. Како успевате да постигнете се и зошто толку малце кадар во институтот? Во сеизмолошката обсерваторија. Вака да ви кажам, значи како успеваме? Исклучиво и само исклучиво со голема посветеност и љубов кон нашата работа. Значи кон земјотресите и истражувањата на земјотресите. Во моментов сме само 2 сеизмолози во сеизмолошката обсерваторија, јас и помладата колешка. Имаме уште една помлада колешка, меѓутоа таа е на трудничко боледување, така што ете, иако е дома со мало бебе, сепак ни помага во одредени работи. Вчера кога бевме, значи фактички сите тројца, тие 2 сеизмолози и колегата што е задолжен електроинженерот за сеизмолошките инструменти, значи сите тројца бевме во Охрид да ги поставиме инструментите, ни помагаше колешката, значи која што дојде од боледување. Зошто е тоа така? Значи ние
од пред 10 години, да кажеме, кога бевме 12 или 13 вработени во Сизмолошката обсерваторија, малку по малку луѓето отидоа во пензија. Значи, сизмолозик отидоа во пензија, професорот Љупчо Јордановски почина пред 4-5 години. Во меѓувреме професорот Пеќевски замина во пензија, во ноември професорката Чејковска замина во пензија. А пред едно 3-4 години, значи, примивме тројца помлади, значи овие две млади колешки што ви кажувам, еден систем инженер, меѓутоа систем инженерот повторно се замина. И еве таа ситуација која што ние ја значи, имаме. Значи, недостаток на кадар се измолози во Македонија? Бидејќи, значи, треба постојано да се надоместува кадарот во обсерваторијата. Значи, со сите прилики што ги имаме на факултетите, на универзитетите, кај што не се дозволува, значи не се отварат места за млади кадри. И ете, таа ситуација ни се случи во Сизмолошката обсерваторија. Иако, да кажеме, оваа година се акредитира насоката геофизика, иако од Министерството за образование се доделија стипендии за успешни студенти на физика, хемија и не знам, биологија ми се чини, меѓутоа за физика знам сигурно, каде што веќе има подпишани договори за стипендии, тоа не мали стипендии од 18.000 денари кои што ги дава Министерството за образование. И јас се надевам дека некои од овие студенти на трета година ќе се насочат на насоката геофизика, каде што верувам дека од Министерството за образование ќе ни дозволат вработување на млади кадри и ќе имаме проширување на стручни лица во Сизмолошката обсерваторија. Во склоп на сето ова, зашто е целата ова паника кај населението, не само во Охрид сега, него исто и во Скопје што се случи, бидејќи немаме едукација на населението како да се однесува во случај на земјотрес. Јас бев на еден престој во Ерменија, во Ереван, каде што на институтот таму имаат специјално оделение кое што се занимава со едукација на значи, тргнувајќи на младите од градинките, па основните училишта, средните училишта и на луѓето по фирмите, значи како едукација за земјотресите и како да се однесуваат во случај на земјотрес. Со тоа во едно се подига свеста на луѓето за објектите кои што ги градат и за индивидуалните објекти, дека обавезно треба да ги почитуваат правилата и прописите кои што ги наложува државата. И ако се почитуваат тие прописи, ќе се сложи мојот колега, значи слободно, мирно, спокојно можат да седат во објектите, значи на ваков земјотрес, не само што нема да има оштетувања, него освен да им паднат некои ситни предмети по дома, не може ништо полошо од тоа да им се случи. Иако чувството е непријатно, меѓутоа се живее со тоа. Ете, ние синојка поминавме некои 4 часа баш во скреботно. Значи ни стана нормално после некое време. Пораки верувам дека голем број на охриѓани не следат вечерва, но и не само охриѓани. И сите оние кои во моментов се таму, но и цела Македонија со оглед на тоа што... Да, јас постојано го повторувам тоа, меѓутоа стравот е голем заради тоа што луѓето имаат кратко паметење, ќе се сложи колегата. Стално викаат од дамна немало таков земјотрес, меѓутоа ние кои ќе ги отвориме нашите податоци, кои што ги има Сизмолошката обсерваторија, значи податоци од 2000 години, значи точно се гледа дека каде имало земјотрес, кога имало земјотрес, дека Македонија трусно подрачје, значи тектонски земјотреси колку сакате, дека има земјотреси со магнитуда 6, значи немаме на наша територија земјотреси со магнитуда 8, како што има, например, во Јапонија или некои други места, мислам, еве Јапонија вака како позната по земјотресите. Меѓутоа, гледаме и многу клипови на интернет, значи има земјотрес кој што има магнитуда 5 или 6, се клати мониторот, го задржуваат мониторот и си продолжуваат да работат во канцеларија, значи никој нити бега надвор, нити нешто специјално се случува околу тоа, бидејќи знаат дека се објектите направени како што треба, бидејќи се едуцирани како треба да се однесуваат во случај на земјотрес. Ја не би може да додавам во врска со ова, значи најпрвин добро е тоа што, да кажеме, на некој начин нашите граѓани веќе стекнаа таа култура на живење од аспект на земјотрес и прво што се интересира дали е објектот
правена сизмички. Скоро да сум Ова сигурен. е особено по 63-та, по силниот земјотрес. Апсолутно, кога го зборував тоа, мислам на тоа. Значи, апсолутно сум сигурен дека ако од 63-та година еве до ден денеска немаше земјотреси, што можеше дури да се случи воопшто, некои магнитуди тројки, дека квалитетот на градбата можеби ќе беше за 50% полош. Ова на некој начин секогаш велиме добро е тоа што сепак дури во последно време мора да се каже, бидејќи сме ние многу често на телевизија, значи сеизмичката активност е многу повеќе зголемена и граѓаните уште повеќе се заинтересирани за квалитетна градба и јас континуирано сега верам, можда некој ќе вели што зборува овој, особено негде после 2013 година, ја мислам дека едни од најквалитетните градби во Европа се токму во Македонија поради големата појачана контрола на овие градби. Како поднос на проекти, така поднос на идење на терен. И друго, еве малку и поголема утеха, сепак регионот на Македонија, иако имаме магнитуди 5-6 да кажеме, сепак од овој цел регион може да се каже дека ние сепак сме Република Македонија со најслаба сеизмичност. Италија е страшно многу повисока сеизмичноста. Значи тие каскадни земјотреси што се случија 2016 почнувајќи магнитуда 6-7, па 6-2, па после 2 месеци 6-5, 6-6, па после уште месец 5-7 и купот земјотреси со автершокови или сето тоа расширено на 4.500. Тоа е континуирано Италија. Грција исто е така, за Турција да не се зборува, па дури и Албанија мисля че не има поголема сеизмичност Македонија, така да ситуацијата и не е толку страшна, но е добро што време на време еве вака овие петки и сега јас навистина овој сет од земјотреси е многу со релативно високи магнитуди и многу зачестени. Размрдани ли се плочите? Земјотресот како најобјективен ревизор на нашите објекти. Може да се сложите, нели? Размрдани ли се плочите? Еве, го спомена и господинот Гаревски, ги спомена ние катастрофалниот земјотрес во Италија, лани во Скопје, сега во Охрид. Лани не беше катастрофален во Скопје. Да, апсолутно не беше, но беше, да, силен. Исти како овој е, еве, колегата. Тука е многу слично. Дали ова вообичаена активност или има некое раздвижување? Па, тоа е, некоја зголемена активност. Значи, вака, како погледнете вие кратко во еден месец, нели, тоа е веќе друго нешто, меѓутоа тоа се гледа во подолг временски период и тоа е нормално што може да се очекува за територијата на Република Македонија. Значи, ова е нормална активност? Да, нормална. Ако може така. Ако погледнеме овој месец е зачестена, нели, интензивна, меѓутоа погледнеме 10 години, 20 години, тоа е веќе друго. Знаете што, јас да кажеме, некојаш не ги пратам сите овие појави на земјотресите, но бидејќи ние после тој италијанскиот земјотрес во октомври, кога беше минатата година, решивме да поставиме, да искористиме број на автершокови во тој град Норција, каде што практично мислевме дека кога отидовме после август, земавме хотел во Норција, викаме оддалечено од Аматриче нема да се случи. Но за сече кога отидовме ние уште поголемо, беше 6-6 и земавме, поставивме 7 инструменти на една зграда, бидејќи знаевме дека ќе има богатство од записи. Сега, и на вистина бев задоволен, бидејќи после тој земјотрес ние фативме негде околу 700 земјотреси. Но морам да кажам дека сега ова што го имаме овдека... Колка временски рок беа? Па, 4 месеци тоа го пратевме, но 5-6 месеци. Но морам да кажам дека ова е многу интересни записи кои што и во после тој од август, од октомври земјотрес немаше толкав број, толку често, на толку брзо ниво. Како што во Охрид за 2 недели, да. Но нормално не може да се компарира со италијанските, бидејќи тоа беа нешто друго. Еве ова што го гледате на мојот лаптоп, значи ова се податоци кои течат во реално време.
Значи, ова е записот од Доколку скреботно. може да погледнеме. Да, ако може да погледнете, ова е записот од скреботно, ова е трикомпонентен сизмометар, значи сизмометри, значи еден вертикален и два хоризонтални. Можеме да погледнеме како изгледа земјотресот. Земјотресче, да кажем, малечок. Малечок земјотрес, каде што е помалку од една секунда има разлика помеѓу лонгитудиналниот и трансферзалниот бран. Значи, во реално време ги добиваме податоците од Косел. Овие податоци ќе ни користат, значи, од кога ќе заврши целата серија за комплетна анализа на подрачјето, значи, што се случувало со раседите, што се случувало со блоковите, за колку се подигнал или спуштил одреден блок или евентуално да се одреди брзината на движење на блоковите од ова подрачје на Пештанско-Петранските раседи. Правиме тука уште една пауза за реклами и се враќаме во студиото со завршните минути од овој разговор. Почитувани, за кратко сме назад. Повторно назад во отвореното студио. Господин Агаревски, светските медиуми постојано избегуваат со информации од странски сеизмолози дека не очекува најсилниот земјотрес во светот. Дали се овие релевантни тврдења и може ли се чека ли нешто, може ли такво нешто да се случи? За каде да се случи тој во светот? Нема точна информација, но дека светот го очекува најсилниот земјотрес. Може да ви кажам вака, значи ако не знаеме кога ќе се случи, имаме една многу добра статистика каде што се знае и така може некој да каже, јас знам да предвидувам. Значи на годишно ниво, со статистика негде од 1900 година, земјотреси тие најсилни, да ги кажеме, се случуваат со магнитуда поголема од 8, само еден таков земјотрес, односно магнитуди меѓу 7 и 8 се случуваат негде 12, а магнитуди како Скопскиот негде 120 земјотреси. Сега, ја не можам да памтам, мислам веќе дека се испукани еден или два земјотреси со магнитуда над 8, што значи сигурно скоро, со многу голема веројатност дека нема да се случи некој голем земјотрес. Инаку најголемиот земјотрес кој што се случил во историјата се знае 1965 во Чиле, тамо се големи субдукциони зони, магнитуда 9,5 и одма после него доаѓа тука некои земјотреси во Јапонија, што се случија, ми се чини, пред 4-5 години. Аљаска е тука, е интересно да се каже, со должина на трајање на земјотрес, овие се по 2-3 секунди, овие малите земјотреси. Скопскиот вајда беше 20 на секунди 63 година, а овој на Аљаска повеќе од 3 минути. Па можете да замислите тоа што значи. Значи голем земјотрес, значи се знаат убаво колку годишно и таа статистика е континуирана. Да речеме, оваа година ќе се случи еден со магнитуда поголем од 2, можеби до година нема, ама следната 2, али никако нешто повеќе. И се знае, до сега нема повеќе од магнитуда 9,5, бидејќи, иако викаат отворена скала, бидејќи имаше една вака новинарска интересантна теза дека магнитуда 10 би ја расцепила земјаната топка, толкава голема енергија би се ослободила. А и онака 9,5 магнитуда е страотна магнитуда, која што се случува во Чиле и во тие зони околу овој појасов пацифичкиот, тој огнен прстен, што се вели. Така да не може да има, барем тоа сеизмолозите, ние знаеме, не може нешто посебно да се очекува, се знае. На годишно ниво еден поголем од 8. Кој регион во Македонија според историските истражувања со оглед на тоа што ја следите ситуацијава и истражувате, е најподложен на земјотреси? Го споменуваме во текот на целата вечер земјотресот од 63-та, но има некои информации дека, односно, тоа се релевантни информации дека во минатиот век, 1904 година, во Пехчево имало силен земјотрес. Значи, целата територија на Македонија е
значи подрачје каде што имаме силни земјотреси, меѓутоа најсилниот земјотрес на Балканскиот полуостров се смета земјотресот Пехчево, Кресна, 1904 година, земјотрес кој што бил почувствуван со интензитет од 10 степени според Меркалиевата скала. И па да, тој, да кажеме, тој дел од Македонија има веројатност, најголема веројатност да има таков, да има силни земјотреси, меѓутоа и другите делови тргнувајќи од Скопје, каде што имаме магнитуда 6.5, значи во Ландово 6.7, 6.5 повторно Дебарево, Охрид 6 и нешто, значи практично целата територија на Република Македонија е со веројатност за магнитуда од, значи нешто малце поголема од 6. Сој случок на тој Мариовски регион, Прилепско-Мариовски, каде е најстабилен? Најстабилен, да кажеме, Пелагонскиот дел таму, исто така нешто, значи до сега нема регистрирано земјотреси посилни од магнитуда 5,2, 94-та беше последниот 5,2 во Битола. Меѓутоа па и 5,2, добро. Меѓутоа другите се 6, магнитуда 6. Треба ли да стравуваме дека после оваа серија земјотреси во Охрид може да дојде до поплави, пожари и сите оние негативни ефекти кои би можеле да дојдат после вакви земјотреси? Не, поплавите, тоа се, да речеме, тие, како ви викаат, пропратни ефекти од многу силни земјотреси. Значи, се знае од која магнитуда може да се тригерира, да речеме, лизгање на тло. Негде од магнитуда над 4 може некое мало лизгање на тло да се зафати, но веќе магнитуда 9, веќе ми се чини околу 500, не можам да тврдам, многу голема количина на лизгање. Поплавите некако резултат на зголемување на врнежи заради земјотреси, него повторно познат тоа, ако да речеме како резултат на земјотрес, може да дојде до лизгање на тло, кое што ќе се излие во некој вештачки резервоар или езеро, па да се таа брана прелие и сето тоа. Значи, такви феномени има пропратни, кои што ги предизвикува земјотресот, али еве повторно многу пати, многу кажано, како врнежи, резултат поплави и земјотрес и обратно, нема корелација. Па пред самиот крај сме, завршни зборови, апели, пораки, верувам дека вечерва не следат особено охриѓани, како што кажав, со внимание, но и скопјани кои лани, нели, сите го почувствувавме. Па еве да кажам за граѓаните едноставно, значи, кажав ми на сам почеток дека градбите, особено новите, се многу квалитетни и треба граѓаните да бидат многу релаксирани и евентуално да се случат многу посилни од овој последниот петка. Второ, рековме, тоа е тој тренинг што е општо познат. Значи, не треба да се бега од зградата кога ќе биде земјотресот, бидејќи може повеќе да се повредат како паники или евентуално да падне некоја саксија надвор или некој дел од фасада. Туку треба да се засолните испод некој тврд предмет, но секогаш, значи, предпоставката е следна, некогаш не е доволно објаснето до тие инструкции. Значи, препораката за засолнување под маса не се однесува дека ќе ве спаси ако се сруши објектот. Него се знае, тоа важи и се трга од предпоставката дека објектите генерално не се рушат од дејство на земјотрес, особено овие што се асизмички проектирани, и ние, новинарите, нормално, кога се известуваат од тие места каде што се случиле катастрофалните земјотреси, они ги снимаат тие срушени објекти, тие се неквалитетни. Но огромен број на објекти кои што се проектни, ништо не име. Значи, засолнувањето под маса е да се заштитите токму така, од паѓање на предмет, евентуално рушење на преграден зид, летање на предмети, кои што на магнитуда 7-8 тие летаат предметите, однос на тоа, значи, да не се излезе надвор нормално, ако стреси да ги разбуди, ако е особено дење, треба да се излезе по полека надвор. Што во ситуација ако некој се најде во бањата под туш?
кога ќе здрма, предпоставувам дека има и такви случаи. Не знам полека да излезе надвор облачно. Па добро, знаете, јас се сеќам, топло беше летото 63-та, половина луѓе така излегува по пижами надвор и бегава, не се засолнуваа под, иако тоа е сосема друга работа, бидејќи 90% од објектите не беа рамовски системи и сите не беа воопшто до 63-та ниеден објект не беше проектиран за сеизмичка отпорност. Тоа беше добро што после 63-та, 64-та година на цело ниво на Југославија се донесоа прописи за сеизмичко проектирање и ние велиме, има многу вистина дека и понатак и европските прописи за сеизмичко проектирање се покренаа благодарение на тој 63-та година земјотрес, бидејќи знаете, тој беше од поредките у тој регион тогаш што се случи и имаше општа помош од цел свет. Господјо Черних, завршни зборови, накусо пред самиот крај сме. Размислувам цело време, бидејќи главната порака е ова да луѓето да не прават паника да живеат со земјотресите, нели, бидејќи Македонија е трусно подрачје и тоа е тоа што може ние да очекуваме од земјотресите. Меѓутоа, да кажам дека Сеизмолошката обсерваторија со своите станици инсталирани на територијата ја следи сеизмичката активност. Еве да се пофалам дека од генералниот секретар на Европскиот сеизмолошки центар имав денеска мејл за прво дека ми понуди помош за нешто ако треба и честитки за успешно завршената работа со оглед на тоа што он знае дека секако сме само двајца-тројца во Сеизмолошката обсерваторија. Би замолила надлежните компетентни институции да се заложат за стручно екипирање на Сеизмолошката обсерваторија, да бидејќи нашиот природно-математички факултет каде што припаѓа Сеизмолошката обсерваторија до сега сите наши минимум од потребите не ги задоволил од толку што можел да направи, бидејќи финансирањето било толкаво од Министерството за образование, а мојот апел би бил да тоа се направи адекватно и да повторно да ја вратат Сеизмолошката служба, да кажем, и Сеизмолошката обсерваторија на нивото кое што го имаше после Скопскиот земјотрес, кога беа инсталирани други станици и така натака, донесена нова апаратура во Сеизмолошката обсерваторија. Ви благодарам за вечерашното гостување, се надевам дека одговоривме на голем дел од прашањата. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието, ви посакувам мирна ноќ.